Начално го познавам станот, бидејќи ја имав видено скицата уште пред да дојдам, бидејќи клиентите не можат да дојдат на време за ова снимање, презентацијата ќе ја направам јас. Значи, тоалет, кујна, во ред. Уште на самата скица приметив дека има еден потенцијален проблем во решението на станот, а тоа е овој ѕид. Значи, доколку тие сакаат да имаат отворена кујна, тоа нема да може да се случи, бидејќи внатрешната организација на дневната, без разлика колку е голема, нема начин како да се организира да не се затворат движењата и енергијата внатре. Затоа тој мора да остане, меѓутоа вториот проблем околу таа кујна е што е веднаш на самиот влез, па треба да се најде начин како да се призатвори. И да има плюс и ходничен плакар и сите потрепштини што едно семејство, 4 члена треба да ги има. Седењето тука секако би можеле да го организираме со нека солидна гарнитура во Г. Знам дека сакаат кожа, сакаат бело и всушност тие многу го бендиселе станот на Борко кој што имаше бела кожна гарнитура, кремасти ѕидови, многу цртежи од Весна и нешто слично би требале и тука да примениме. Бела трапезариска маса, евентуално некоја убава силна боја на некој ѕид, не на сите. Малку не ми се допаѓа бојата на вратите во однос на паркетот. Бања, спремна, добро. Она што го видов на скиците е дека токму оваа соба ја има најдобрата димензија за спална соба, затоа што може да се смести кревет, многу плакари, комоди и се што е потребно, нели, за складирање на целокупната облека, опрема што е потребна за еден дом. Меѓутоа, тие имаат две мали деца на кои што сакаат да им ги доделат поголемите соби. Поточно оваа за едното детенце и оваа другава за другото детенце. И тие се вистина комотни и може многу убаво да се организираат на многу начини. А за нив ќе остане таа. Значи таа соба е мала. Многу е мала. Имаат, гледам, проширување на ѕидот направено, претпоставувам за да може да ставиме некаков плакар. Во секој случај лошата работа тука е што ќе мора да се постави креветот точно под прозорецот. Меѓутоа, тоа е собата, еве, ако речеме дека во спална соба само се спиело, има место за еден плакар, кај дечињата можеби ќе има некои поголеми плакари, тие ќе имаат повеќе комоција и место за играње, и тоа би било тоа. Тоа е станот. Да почнеме со работа. Значи, уште еднаш. Кујна, дневна, спална за родители и двете спални соби за децата. Сега погледнете го решението. Кујната е од затворен тип, но поради потребата од плакар во ходникот, цела ќе ја затвориме. Со плакар на кој едната врата ќе му представува влез во неа. Веројатно нема да е едноставна за изведба, зашто е во форма на буквата П, нешто што дрводелците воопшто не го сакаат. Дневната нема многу варијанти за вртење. Телевизорот е на преградниот ѕид со кујната. Гарнитурата максимум колку што може голема, трапезариска маса со 6 столици. Бојата за ѕидовите што ја бираме ќе биде сина петролеј, основната низ целиот простор кремасто сива. И големиот ѕид зад гарнитурата ќе го добие посакуваниот цртеж. Детските соби имаа неколку можни решенија за изведба, но го заклучивме ова решение, со цел да се добијат што поголеми плакари, големи маси за работа и конечно доволно простор за играње. Како разбрав, се работи за две девојчиња, па затоа и боите во собите се планираат розово-виолетови. За спалната има една единствена позиција за креветот, што не нуди особено привлечен начин за да си легнете. Но родителите решаваат да се откажат од сопствената комоција во интерес на своите деца, што е едно логично решение. Она што се замисли со скиците, сега се реализира. Прво боиме, како реков, во детските соби во розово-виолетови тонови. А во дневната и спалната во кремаста и сина боја. Ќе изгледаат многу поубаво кога ќе бидат исушени. Решив да ги омекнам и двете нијанси и да ги направам попастелни. Додека просторот се подготвува за мебел, треба да разговараме и за неговата изработка. Изработката ќе ја договориме овој пат со Лаки Мебел од Тетово.
Кога изработувате мебел за вашиот дом, важни се неколку параметри кои што ќе ве прашаат дрводелците што треба да ви го произведат мебелот. Освен основниот концепт, кој што ние го имаме за станот, а веќе ви го објаснив, треба да знаете со какви материјали ќе работите, какви механизми сакате да ставите и боите нормално на материјалот што ќе го избереме. Сега ние основниот концепт го имаме. Тие треба да се земат мерки за да може да ја произведат кујната, елементите од детската и маличко елементче за спалната соба. Меѓутоа, во главном може да се случи и на лице место кога ќе отидеме со лаки мебел од тетово во станот, да направиме и некакви мали промени. Се со цел да добиеме едно убаво и економично и функционално решение. Генерално спалните соби треба да бидат изработени во иварка. Боите за детските соби ќе треба да ги избереме во некои виолетово-розови тонови, главната боја да биде бела. Кујната е договорена веќе со клиентот да биде бела, чисто бела, со убави механизми, градни рачки и мислам дека генерално тие се информациите. Потоа се иде со димензии на лице место. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Открите едноставноста. Пура вида од Ханс Грое. Ексклузивно во салоните на Шате во Скопје и Битола. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Во следната емисија на Ајде дома, еден од најтешките и најпроменливите проекти во сите 7 сезони. А секоја сложеност е мој предизвик. Гледајте Ајде дома на Телма телевизија во недела во 14:35. Производството на мебел е долготраен процес, па тоа ми остави доволно време да се прошетам. Овој пат во Мега, кои се мои долготрајни соработници, но за прв пат од оваа година и во Ајде дома. И сега во овој голем салон имате навистина многу работи, што може да ми ги покажеш и што може да ги планирам. Ќе ги разгледаме заедно, ќе видиме што како. Ајде. Значи имаме за сауни различни димензии. Спа джакузи, ако има дворови, супер производ. Супер за релаксација, джакузи, само двор треба да најдете. Имаме и маси со столчиња, со тиково дрво. Добро. Различни подови од ламинати. Така. Дрвени подови, трослојни паркети, класични паркети. Имаме и голем асортиман на кровни прозори што Да, вие сте едни од ретките што ги од ретките. И скали гледам таму во позадината со огради. Да, со огради. И сегмент врати внатрешни, Има кои што внатрешни, надворешни. баш убавите. Да, за секој вкус. Има и голем асортиман на чешмис. Па гледам за сечи да, вкуси, да, за сечи сечи- джеп, како да, што да, гледам, да. ама ми се допаѓаат овие нови модерни така
квадратни форми, а и овие што се заоблени се модерни баш убави. И со долгогодишно искуство ние гарантираме за нивните квалитет. Така, значи без разлика на цената што ако ја видат луѓето дека изгледа ефтина, фактички е многу гарантираме квалитетна. квалитетно. Ваше сте модерни. Модерни стил. Смеам да питам. Може. Може. Супер квалитет. Нови дизајни, нови модели. Да. Имате многу голем избор, тоа ми се допаѓа. Да, има баш и буквално за сите димензии и на димензии, бањето, да, и и имаме изгледа, секакви модели. Каква е црвената? Сега има голем избор, нали? Ептен. Значи можеш да се видиш и ова. И ова спремно за бање. Да, спремно да се види. Работи? Работи, да, уклучена, да се види како функционира. Стисни копче. Може да преминеме сега и на главната, точките. Што има огромен избор, различни производувачи, да. Тоа е благодарение на брна технологија добиена ова. Секоја плочка си е посебна слика на природно дрво. Ова изгледа одлично, може да го потребувам на место паркет. Да, за подло Да. грејење се супер, гранитни плочки издржливи, супер квалитет. Да. Одличен изглед. И мислам дека ќе се дружиме често. Сигурно ќе се дружиме, сигурно. По 2 недели пауза го дочекавме целиот мебел. Обично прво се мести кујната, зашто се третира како најкомплицирана. Сите што некој пат уредувале стан, секако на прв поглед се зачудиле колку многу елементи, опрема, даски, лајсни им донале во просторот. Но кога полека сите елементи го добиваат своето дефинитивно место, ви станува јасно дека не ви донеле ништо екстра од порачаното. Обично нема кај да се помине кога ќе донесат мебел за целиот стан, а кујната им беше само еден дел од опремувањето. Да видиме до каде се со детските. Концептуално се исти, со големи вградни плакари, работни маси и креветчиња. Избраните бои изгледаат совршено во просторот, па иако не ги имав и верките пред мене кога се боеше, одлично се вклопуваат во веќе обоената соба. Креветчињата имаат и каси под нив, одлични за складирање и за преспивање на другарчиња и роднини. Кога сеќе се комплетира, ќе изгледа совршено. Нека работат. Јас морам да нарачам гарнитура и трпезариска маса од Југоекспорт. Значи има место и за тросат и двосат, малце кнап за тросат и двосат, веројатно подобра варијанта би бил некоја Г гарнитура, ама овие вака што ги гледам ми се Ова од помали. моментот како опција тросат двосат. Да, убава е оваа. Како Боја може да се бира. со крилцава што се Да. спуштаат и што се качуваат. Може и аголна варијанта да биде истата, али аголот е меридијан, се зависи каква аголна гарнитура Не сакаме барат. таква. И да не биде со ваков остар завршеток. Кај што ќе може да се Така, седе. дека што може да се седне. Има и такво нешто. Значи, Ќе ем да се поминеме лежи, на да тоа. се седи, многу гости и со сите работи ќе може да се Се, дадат све комплетно. Добро. И многу луѓе да се И седат. таа боја. И таа боја. Па добро изгледа. Ова е такво нешто. Сега, освен што е црно. Што не ќе ми е Добра црно, боја може да се бира. Така? Ова Можеме е сега на излог вака поставено црно. И убаво седење има. И пространа, значи мислам дека тоа се работи кои што ни требаат. Ова е моделот на гарнитури кој што е една од реткост на аголна гарнитура каде што на ќошот може да се седи. Да. Покрај тоа што може да Овие се му се користи за криват? да сите делови се подвижни. Мислам дека е ова тоа што го бараат тие да има многу место за седење, да е многу голема. Така. И сега се надам дека ќе има простор да се смести. Значи во моментот Ќе дое левата кнап. страна е помала. Така, тоа таму нешто на ќушето Значи- под едленото и тоа се крива? Ова не, Има ова е добричка? фиксно. А, тоа е фиксно. Ова е фиксно.
И тој дел значи е фиксен, другите делови се подвижни, значи за индивидуално седење. Боја може да се бира на гарнитурата. Бојата е Одлично. таа, ако Да. може да се изведе во неја. Може да биде во таа боја, па иста фабрика се бојата може исто да биде и на ова. Избрано. Сега можеш да Тоа е дојдеш тоа. на гости. Ке дојдам Предложил. директно. Теренски одма договорено. Од еден страшен голем избор на гарнитури, работевме многу време со Ива. Секогаш работиме многу, но овој пат јас помогнав во изборот и сигурен сум дека тоа е правиот избор за купувачот. Со клучевите јас треба да отворам, сите чекаат, завесите стигна, мебелот стигна од Југоекспорт. Јас не успеав да видам кујната до крај како излезе и остатокот од мебелот, сега ќе го видиме. Мислам дека е добро, така барем изгледаше претходно. Да им отворам да не чекаат. Избрано и донесено. Заедно со уште 6 столици, маса за ручање, клуб маса и ТВ комода. Но за да се распределат, прво треба да ги почекаат момците кои ни ги поставуваат завесите. Работа која и не зема многу време. Избрани се каскадни завеси за прозорците со малку цветен дезен и бои кои потсетуваат на оние во просторот. Откако Југоекспорт го оставија мебелот, останува уште едно поголемо парче во станот, креветот, а за тоа со задоволство сум во новиот салон на Пункт. Ова е веќе нешто друго. Да. Значајна промена. Добро дојдовте на новиот салон. Многу добро изгледа. Можеш да бираш и од горе и од долу. Да. Браво. Одличен. Се сте склопиле и гарнитурите поинаку изгледаат. Па така имаме неколку нови гарнитури, нели? Нов салон, доаѓаат нови гарнитури. Па добро, нов простор, нели? Да, ептен убаво. И ми се допаѓа вака што сте го оставиле делумно обработен убаво, а делумно не, сурова, да. Сурово како што е. Малце храбар дизајн, али? Доста добро. Така треба. Вие нели храбри ме, нели треба да Да, да. Океј, значи јас сум дојдена за креветче, конкретно. Така. Ќе правиме муавет. Така, Конкретно. може да го... Па и ново креветче имате? Или двете се нови? Така, ова ни е нов модел, кој доаѓа нели малце по хотелски концепт. Така. Доаѓа со две надкласни и доле фиксна каса, значи нема механизам како другите на отварање. Така. Малце е подигнато од земја, некои 15 сантима, не за полесно одржување. И добро би се вклопило и во секој дом. Да, фино е тоа, меѓутоа во нашиве домови се нешто ни треба екстра простор за складирање. Така да, Така што ќе останеме на ова до сега што сте го работеле за хотелските некој друг пат. Значи, знам дека касата ви е секој пат стандардна, евентуално димензија може да се менуваат. Така, значи касата е оваа што работиме, доаѓа со механизам на кревање, латофлекс основа на кој што доаѓа душекот Така. и простор за складирање, додека задниот дел има повеќе видови на наслони, си бирате како сакате. Дури знам дека и по нарачка може да се И по нарачка може. По-специфична. По-специфична, димензија. без проблем, Да. да. Тоа е тоа, значи еден Јана со душек, а ти уште нешто да ми покажеш сега за да знам за друг пат. Така, па новите модели. Креветот е стандарден и како Дејан рече најпродаваниот модел Јана со каса. Димензиски кнап влегува меѓу ѕидовите и тоа е тоа. Во оваа соба има место само за љубов и еден плакар.
доаѓа денеска екипа за монтажа? Идеме ово ќе ти кажам дали денеска биде само да ќе потпис. Јави се да. Климчо, како ми рече монтажа за денеска или за утре сме? Нема шанси за денес? Добро, no chance. Ај, се гледам. Чао. Ова ми остава доволно време да ги изберам светилките во Манекс. Обично на секое доаѓање има по некој нов модел. Кога одам да набавувам без моите клиенти, имам одреден буџет во главата по кој се раководам и гледам да не отстапам од него. И се разбира, ги имам естетските барања кои сум си ги поставила. Мики, разгледав наоколу се што ми требаше, видов и конкретно ова е лустерот кој што јас би сакала да го земам, тоест како програма, нели, и округлиот и долгонавестиот. Ке си го искомбинирам во овој стан, мислам дека тенки ми легна. Добро ти е модел што си избрала. Иако ја би ти препорачал некои нови сега што ги имаме. Да, видов дека има нешто ново наоколу. Така, LED, новата технологија. Аха. Метален лустер, полесен за чистење. Метал е. Да. Тренг. Добро, интересно изгледа. Модерен стил. Да, малку е футуристички. Ај, светни ми ги овие, барем да си ги видам уште еднаш. И овие. Не. Убави ми се. Да. Добра. А тој сега не ми свети. А од каде му доаѓа светлината? Од тасо долу да постави на електрика. Значи тој некаква шара ќе направи горе. Колкава му јачината? 18 вати мислам дека треба да е, да. Добро, тоа е како некој нормален така појакичок лустер. Овој знам дека е Егло. А тој чија програма е? Тоа е Манекс, наш бренд. Пази, вие сте почнале да правите лустери. Добро. Значи ја можам да земам да си цртам нешто и вие да си го произведете? Може. Може, а? Може. Да улетам јас некако со дизајнирање на светилки. Океј, сега за сега ова, тоа за некој нареден стан. Бојан Востанов има лесна задача. Неколку лустери, светилки и апаратите од кујната. Тоа. Вакви објекти каде поминува само неколку часа се извонредно ретки во Ајде дома. Чашките, иако деликатни за местење, во неговите раце изгледаат едноставни, секој со својот занает. Ни останаа голите ѕидови за Весна. Секој пат кога ќе ја повикам, иако имаме одредена тема, позиција и место, никој пат не останува само на еден ѕид. Ќе ти го дадам клучот и цртай колку што ти се црта, не колку што ќе можеш. Добро. Само за овдека имам тема. Значи тема нешто лустерчето, сега ќе ти закачам завеси, кај ги зависите какви се. 4-6 се дечињава. Како идеја, нешто од овоа можеш да излечеш, сега нешто демек дрво, цветче, пеперуче, како на лустерчето, тоа ти е тука. За дневната соба, ѕидот е твој. Нив многу им се допаднале, например, цртежите кај Борко што ги работеше. Такво нешто лајт, може боја, една, еве тија како мотив е таа, како тиркизна ваква таква. Ти ако сакаш некоја плюс сосема слободно додади, како акцент, детал, тоа е твое. Значи, кога ме прашаш по телефон што да земеш, викам што сакаш земај, како бои, што ќе ти дојде тоа. Значи, во Станов имаме 5-6 пункта за сликање, што не е и така малкичко. Ќе почнеме со дневната соба, значи тоа е конкретно моја, јас викам моја, затоа што е тој сликарски момент, абстрахизам, комплетен ке иде, во кој што е уствари дел од моето сликарство. Тоа сум јас. А другиве се, значи,
значи според амбиентот како што гледаме во едната соба. Ке имаме некои стилизации на гранчиња, ливчиња и такви некои моменти, кај девојчињата ќе имаме само друга техника ќе смениме, ќе биде акварел, а ќе видиме како ќе излезе на крај. Тука доаѓаат предвид и детските соби, и спалната, и конечно и дневната. Ја поместуваме со цртањето во детските, додека да се наместат елементите во дневната. Пристигна екипата на Југоекспорт и тие имаат доста работа. Да ја наместат прво гарнитурата, а потоа и трпезариската маса со столиците. Масата е на извлекување со стакло одгоре, кое може да биде и сиво, но нам белата боја на мебелот ни преовладува во овој простор. Ова е една едноставна ТВ комода, која исто ја набавивме кај нив. Во комплет со неа и клуп маса. Време е и јас да си ја завршам работата, да ги закачам завесите во спалните соби. Ваквото везење и мене ме нервира, особено зашто треба да броите дупчиња, за кога ќе се наниже да не се гледаат дупки. Закачувањето барем е нешто полесно. Веќе целото уредување е при крај. Ми остануваат уште многу малку нешта. Завршивме со завесите, одиме да уредуваме нешто друго. Браво! Браво! Како сте? Добри, фала вие. Еве се наридивме, уште ни остана украсите во кои нас Последно, особено спаѓаат и килимите и додатоците. Сега, интериерот ми е кремаст, имам некоја тиркизно-зелена боја на зидот, еден цртеж и така натака, кожна гарнитура. Се имате многу голем избор. Да, ние имаме машинска обработка на типиси, имаме рачна обработка на типиси, има убави бои, убав избор, може да погледаме. И од едната и од другата страна, ма не знам дали овие дека ми се поблиску или навистина се поубави. Не, ама и се, дефинитивно. Се е топ. Уште убаво. Тоа е една од новите колекции, значи, на волна и вискоза. Какви се боите? Рачно ткаени, да. Ще дефинира вискоза, да. Многу убави бои, убави димензии, значи може да се скомбинираат со помали, со поголеми, со стазички, со се во иста нијанса и во исти цвет. Добро. Ајде, во ваков некој има нешто вака, исто рачно ткаено. Ова е памук и полиестер. Добро. Има нешто вака потемно. А значи овие се боите сега на втората варијанта, што ми ја кажа. Значи, вака гледајќи ги нијансите, значи како квалитет многу ми се допаѓа вака што се прелива, меѓутоа сакав некоја малку појака боја. Нешто такво можам да ти понудам, значи, што е нешто слично како состав. Меѓутоа е пипнете да видите, значи тоа е како состав. Се прелива, ми се допаѓа. Да, и бојата е многу интересна. Можам да ти покажам и доле како изгледа. Ова е помало парче. И од истото ова, исто богато дело, има памучна подлога, рачно ткаено, значи, вижу, да, тоа е... Азова 200 кг. Да, меѓутоа е самиот материјал е таков што вискозата е иначе материјал кој тежи и можете да искомбинирате, значи, други димензии, помали, поголеми, доколку бојата ви одговара во замислата. Ти кажам, бојата е целосно друга боја од се што имам внатре. Може би заради тоа ми се допаѓа. Како нијанса која ќе се појави во целиот. Токму заради тоа ми се допаѓа, да. Сега нешто слично што би можела да ви покажам, значи.
е рачно ткаени, ама волнени теписи со, да речеме, други нијанси. Так. Тоа вака нешто исто сиво неодредено. Значи, познавајќи ги клиентите, мислам дека некоја ваква изработка, нели, би им се бендисала, познавајќи се себе, дефинитивно Дивно е тоа. Ова тука. Да, и не грешите, мислам дека е многу убава бојата. Нема и да сгрешам. Ќе му даде нов тон на целиот интериерот. простор. Дефинитивно ќе го освежи. Весна работи најдобро кога е оставена на мир, без многу луѓе наоколу. Разбирливо зашто треба да искреира нешто убаво, интересно, смело и разиграно. И сето тоа може да биде уништено ако околу неа се моткаат мајстори. Вака концентрирана, таа заврши одлична работа. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Југоекспорт Стил ја продолжува сеемската акција на мебел и во месец април. Покрај големите попусти на целокупниот асортиман, со секоја купена кожна гарнитура добивате и релакс лежалка или фотелја гратис. Со секоја гарнитура изработена во штоф или еко кожа добивате табуретка гратис. Со секоја комплет спална соба, 2 анатомски перници гратис. Повелете, посетете не. Крајниот ефект е освен во целосниот дизајн и во деталите. Се надевам дека ќе ги задоволам неговите и желбите на неговото семејство. Туку што стигнав пред станот, Ива треба ме печека горе, очекува да дојдам во секое време. Изненадувањето што воопшто не ни знае дека станот е за мене, него ја предувам изненадување за мои пријатели, кои што се во Австралија моментално, имам преземна одговорност за Остредам, ни они не знаат. Нива, меѓутоа имам поверење во неј за целост и се надевам дека ќе испадне како што планирав. Доколку не испадне, ќе го правиме уште еднаш, па нека му ја мисли Ива после. Ми се јави дека пристигнува. И мислам дека тука некаде треба да е прибрана. Еве го. Ајде, добар ден. Од домата си, добра си? Ти? Супер. Супер. Значи, дојде моментот. Дојде? Правилно да биде за ваше станот. Па сега се надевам дека ќе биде кој што планирав. Како што ти планираше? Да. Или ја како што? Не, вика. Можеш да пипкаш нешто ново? Па може, не, вака пипнам плазмава. Плазмата машка. Тој секој машка нормално и гарнитура за може да се опуштам пред плазма. Браво. Браво. Да. Браво. Баш како што се планирав, така е. Што мислеше? Не, да, не очекував дека ќе испадне баш вака тоа уради. Супер.
Имено на цртеж никој пак не може да изгледа баш така добро како што е во природа. Па еве, сега може да видиме. Да, сега баш можеш да видиш каква е разликата. Значи знаев и очекував дека ќе биде добро, сигурен бев, али не дека ќе биде предобро. Како што е сега. Да, преубаво. Другите се сакаш да ги видиш. Сега. Спална детски. Па детски да прво. Еве првата, за првата девојка. Браво. Браво. Супер. И? Убаво. Абе, 200, што да ти кажам, пање. Требаше нели едната да биде виолетова, другата ќе видиш на розово. Ја видим, таа ми се преува, Да. тоа што се чува прекрасно да имаш уште наша вакви детски соби. Ќе беме многу посрекни и весели. Да, мене ми се чиниш ти прилично млад. Ја извозев као 2 деца имам, ама не ми е нешто јасно кога побрзо успеа да ги И мене не направиш. ми е јасно да ти кажам, убави се соби 2 девојчиња, само дали ќе бидат 2, а уште не знам. Така да. Особите за кого се или за девојчиња игре? Собиве се изненадување за тебе и за луѓето кои што ми се пријатели во Австралија. Абе, шо Значи не збориш? не станува збор за мене. Јас не ти го запознав тебе да, семејството. Да, мислам дека имав полна доверба во тебе и баш како што се планирав. И може и побојшно не ти кажав. Да, добро, ама ти се надевам дека добро си ме избрифирал за нив, ќе ми кажеш. Сега, да. Иако вистина се многу висовите, така што нема шанси да не ми се добават. Ајде другата да ја видиш. Еве е втората соба, како што се договаравме, нели? Многу слична. Тоа е тоа. Понеделникот сам. Така, само да биде различна на бојата во розова. Поделете на чај. Може да се сетаме. Или не знам на што. Јас можам Сега да без сора, па моја нова не видам баш дека. Една Ќе може да може издржи да не ви отворам работа сега да предуправи. Ми личи како многу да ти легнаа детски бе. Па ми легнаа да ден за деца во дека сам дека бидат они стрекни, нека им биде супер. Да. Пошто сигурно бидат повесели. Младите горе доле ќе припадаат своите учиња да ќе бидат. Да ти кажам, убаво ќе се снајдат спалната, ќе ја видиш. Ако се Па, сеќаваш сега, таа ја наменивме да биде најмалата соба во станот. Дека таму што друго. Ги се стискаат, ки се гушкаат, други бе нека се бркаат наоколу. Ајде да ја видиш и таа. Еве ја, крем, Тоа е тоа. прозорец, кревет. Баш кој што треба да биде. Да. Мане големината баш за гушкање. Беше за Супер, гушкање. да. Супер Плакар испадна. со огледало. Огледало мора да има. Да се видиме какви сме полегнуваме кога стануваме. Е, така. Обидно. И малку романтика. На зид. Освен на Супер, кревет. Да. Да. Има уште една соба што не сум ти ја покажала, Тоа е? соба, просторија. Кујната. Добре. Ајде да видиме. И повелете, кујна. Тоа е тоа. Тоа е Сега тоа. на женскиот дел да видиме како Е, изгледа. женски дел. Епа не е само женска кујната да му се не види. Мојот Добро, камерман, сега, например, прави најубав леп на светот. Така што? Добро, А ти како за иден женика- сопруг, знаеш ке мораш да се најдеш и во една кујна. Мислам дека ќе се најдат, па ќе видиме. Машина, се на купче, тука е фрижидер, Се што е се потребно. што е потребно. Во За една домаќинка. и тоа. И домаќинка. Верувам. Да, Ке те снајде. Ајде. Од мене толку. Епа, добре, тоа е. Добро ли е? Супер. Супер? Да. Уште останува да ми се јавиш кога ќе стасат. Да, па ќе ти информирам сигурно да знаеш каква е реакцијата. Да. Па за мене здравје понатака се надевам дека ќе ми го организираш. Ќе ми се јавиш. Јас сега си одам, а ти јавиш се. Чао. Како ме прелажа. Воопшто не ми ја значи има баба, добра има. Станот е се едно многу убав, така што сигурна сум дека ќе им се допадне на неговите пријатели. Значи задоволна сум од целокупно како е оправен станот и направен. И тоа пак детските соби ми се некој фаворит. Очекував да бидат слични и се свија што различен е тоналитетот, али пак ми се некој фаворит. Дневната и спалната се неопходни секако. Кујната си има исто своја убавина. Па спалната е како што очекував. Мала, да гушкање и стискање, толку доволно. Не е ништо повеќе потребно. И има битно огледало, тоа е небитно. Станот е подготвен за новото семејство, на кое кога ќе дојде, му пожелувам пријатен престој. Ова е еден нежен простор, без нагли движења, флуиден поради играта на неутрални бои во дневната, која, иако со низа недостатоци, изгледа како седа требало да биде токму таму каде што е.
Детските се како мали сказни, пленат со колоритот кој воопшто не е смирен, а сепак изгледа совршено, избалансирано и ненападно. Уживајте и следете неповторно. Следната недела со еден од најтешките, најпроменливи проекти во сите 7 сезони на Ајде дома. Една журка вечер кога си направам, топки спам. Во следната емисија на Ајде дома, еден од најтешките и најпроменливите проекти во сите 7 сезони. А секоја сложеност е мој предизвик. Гледајте Ајде дома на Телма телевизија во недела во 14:35.